треба да водиме сметка за правењето на преседани. Денеска е направен сериозен преседан со тоа што партиско-политички упад е направен во правосудството со кршење на уставот. И тој преседан, верувајте, утре било која друга влада ќе го искористи како воспоставена пракса. И мислам дека не е добро за државата. За државата е добро да направиме систем отпорен на влијание, било политички, било од поединци, било бизнис влијание, кој систем ќе ја гарантира правната држава, ќе го гарантира правото кое треба да биде над се, над секоја политичка партија, над секој поединец. Само така ние ќе ја вратиме довербата. Нема да ја вратиме довербата доколку 5 луѓе ги смениме од судскиот совет. Во собранието промени 5 луѓе во рамки на судскиот совет. Што останува со другите? Другите остануваат, значи дека добро ја вршат работата. А тие па потекнуваат од судиите, од редот на судиите, баш оние судии во кои довербата е 2%. Потребни се суштински, корените, темелни реформи. Реформи онака како што се предвидени реално во оценската мисија и како што се предвидени во реформската агенда која беше подготвена од претходната влада и поднесена до Европската комисија од оваа влада и потврдена како една од најдобрите реформски агенди. И тука се содржани пакет на закони поврзани со правосудството кои треба да се донесат и кои треба да обезбедат соодветен систем кој ќе врати довербата кај граѓаните.